Гаврилова, ќе остави овој настан колективна траума врз нашето општество? Секако денешниот ден е ден на колективна тага, колективна болка. Едноставно сите чувствуваме како да сме загубиле најблизок во нашето семејство, а не само во Кочани и во самата држава. Тагата и болката се поголеми и ги надминуваат размерите на човештвото, во кое што бараме разумност, бараме хуманост, бараме сочувство за нешто што се случило. Меѓутоа, овие наши деца и млади кои што ги дадоа своите животи сосема невини, заслужуваат да не ги изневериме, затоа што зад себе оставаат силни пораки до сите нас. Пред се еден апел до родителите, што повеќе да поминуваат време со своите деца, да едноставно бидат со нив другари, пријатели, да можат да ги споделуваат своите тајни. Родителите да имаат увид каде се движат нивните деца во ситните вечерни часови. Понатаму апел до сите институции од предучилишно, основно, средно образование и високо образование. Сите тие имаат програми за безбедност и превенција од елементарни непогоди, катастрофи. Да се провери имплементацијата на овие програми, а се со цел да се спречат нови трагедии. Ова се тие силни пораки кои што зад себе ни ги оставаат нашите настрадани деца и млади чеда, а уште повеќе да ја потенцираме хуманоста, затоа што хуманост и добрината се факелот на светлина, што треба да биде без разлика на вера и нација основен двигател на човечкиот род. Насилството, војните, трагедиите, дали се намерни или ненамерни, носат зад себе рушевини, носат овакви болки, дали се семени или колективни, сепак се болки, а во тагата и болката сите сме исти. Нема тука разлика. Како психолог, што би препорачала, на што треба да се обрне внимание кога се во прашање децата? На што адолесцентите или ајде младите? На што граѓаните кои што во изминатите неколку дена тагуваа и ја почувствуваа болката на семејствата во Кочани? Дали ова епицентарот на решението треба да биде само Кочани или ни треба некако поширок третман? Семејството е здравото семејство, е здрава клетка на здраво општество, на здрава држава, без разлика за која држава станува збор. Децата се нашето најдрагоцено и безценето богатство. Треба да ги негуваме и чуваме по секоја цена. Меѓутоа, апелот не е само до родителите, туку и до институциите, бидејќи ако соработуваат родителите, семејството со институциите, тогаш можеме да очекуваме дека ќе се спречат идни трагедии или ако се случат поради некои елементарни, непредвидени катастрофи, тоа би бил фактор на планетата Земја, на други фактори. Меѓутоа, кога е во прашање човечки фактор, причинител за вакви трагедии, тогаш казната на вистина треба да следи, да имаат доблес институциите кои што и поединците кои што ги направија грешките за една ваква катастрофа и трагедија, да имаат доблес и храброст да излезат и да ги сносат последиците од нивното злодело. Меѓутоа, пораката повторно ќе упатам до семејствата, до родителите и до институциите. Во период кога децата психофизички се развиваат, многу е важно да имаат поддршката не само од семејството, туку и од институциите, во смисла да постои партнерски однос меѓу родителите и институциите, да не се срамат децата да ги кажуваат јавно, гласно своите проблеми.
постојат стручни служби во основните и средни училишта, каде што можат заедно да ги разрешуваат своите проблеми. Нема човек, нема семејство кое што не се соочува со некаков проблем. Меѓутоа, се е решливо ако се реагира навреме, ако се превенира и ако нема предрасуди дека во секој момент може да ги искористат нашите ресурси и да ја добијат стручната помош која е неопходна. Сега, во овие тешки моменти кои што нема да бидат моменти, ќе останат трауми со долготрајни последици, не само во семејствата на страданите, туку и кај нас останатите граѓани. Затоа е потребен подолг период на рехабилитација и големи молби од сите нас за поддршка на децата и младите кои што се во болниците и кои се борат за да го продолжат животот така како што треба да го продолжат. Неопходна е и хуманитарна помош, меѓутоа и навистина стручна поддршка која што не треба да се срамат да бараат, затоа што може да се интервенира, може да се реагира, ама треба да се прифати дека стручна помош има и несебично ја пружаме ние психолозите.